Мило ми е што сум денеска тука со вас во Јана Москоменски, што го почнуваме овој проект. Како што кажа и директорката, со Асоциацијата на советници за развој на кариера, значи ќе се почне со ваше насочување, односно помош за сите вас кои што се двумите каде сакате да продолжите понатаму со вашето образование. Некои од вас сигурно знаат каде сакаат да се запишат во средно, меѓутоа сигурно има и некои кои што се уште не знаат и се мислат. Во ситуација кога најчесто се мислиме и сме во дилема, кога јас ќе се вратам во мојата младост, ми текнува дека најчесто се запишувавме таму каде што ќе ти се запишат другарите или другарките. Тоа беше секогаш така, овој другар ќе се запише таму, таа другарка ќе се запише таму, ќе одам и јас. Тоа е така, меѓутоа не е секогаш тоа наисправно. Може да се случи да биде исправно и да биде добар чекор, а често пати може да се случи и да биде грешен чекор, ако се следат само другарите и другарките. Повторно ќе си најдете начини да се дружите, меѓутоа е многу битно стручни лица да ве насочат и да ви помогнат каде да изберете и каде да се запишете, односно дали е подобро да се запишете во гимназија или е подобро да се запишете во средно стручно училиште, согласно тоа што понатаму сакате да го работите или сакате евентуално да го студирате и да завршите на факултет. Јас ви посакувам успешно второ полугодие да имате. Уживајте во овие неколку месеци, бидејќи тоа што сега ви се случува, потоа не се враќа никогаш назад, и сите ние кои што веќе сме биле во основно училиште и средно училиште, па дури и факултетски денови, секогаш во еден момент од животот сакаме да се вратиме и повторно да бидеме дел од овие клупи, меѓутоа времето поминало. Затоа сега треба да уживате во овие месеци, да си го завршите вашето основно образование, и ве поттикнувам понатаму секој да си ја следи својата желба и својата амбиција, бидејќи нема нешто што не може да го постигнете со напорна работа, со труд и со учење.